Почитувани, најновото соопштение на Стејт Департментот го потврди тоа што ВМРО ДПМН подолг период наназад го зборува, дека ДУИ е криминализирана структура. Ставањето на Рамис Мерко од ДУИ на црната листа на САД е институционална потврда на сите сомнежи и афери кои ги вадеше ВМРО ДПМН за кадрите на ДУИ. Според соопштението на Стејт Департментот, Рамис Мерко е вмешан во значителна корупција. Дополнително се нотира дека Мерко, како градоначалник, злоупотребувал фондови, а се мешал и во судски постапки. ВМРО ДПМН подолг период наназад алармира за злоупотреба на буџетски средства, а за тоа даваме и конкретни аргументи. Истовремено, со години алудираме на партизација во судството која се прави од страна на ДУИ и СДС. Дуизацијата на судството допринесе кадри на ДУИ да можат да влијаат на постапки, како што се нотира и во соопштението на Стејт Департментот. Ова не е прв пат нашите меѓународни партнери да ја нотираат дуизацијата на судството. Истото беше и со назначувањето на Исламабази за шеф на обвинителството за организиран криминал, кој беше фатен во друштво со цел врв на ДУИ, кој пред да излезат фотографиите тврдеа дека не го познаваат. Ваквите соопштенија, извештаи и ставови на нашите меѓународни пријатели се уште една потврда на сето тоа што го зборува ВМРО ДПМН, дека ДУИ мора да замине во политичка пензија. Таа партија мора да се исчисти од криминалните и корумпирани кадри. Време е за промени.